Вчера вечер бевме сведоци на пренос во живо на социјалната мрежа Twitter како се менуваат хард дисковите во серверот на СДСМ, за кои што постојат сериозни индикации дека складира лични податоци на граѓани кои што се преземени со апликацијата Избори 2019 година подготвена од Социјалдемократскиот сојуз. Вчера, како што знаете, разговараме во ДИК за оваа проблематика, денеска овде во јавното обвинителство разговарав со представници на комисијата која што врши мониторинг на евентуални изборни нерегуларности. Оттаму ми беше кажано дека случајот е веќе доставен до Скопското јавно обвинителство, каде што е назначен обвинител кој што треба да го истражува овој случај. Навистина неверојатно е дека 3 дена откако јавноста, па и обвинителството и МВР под допрен глас разбра за опасноста една политичка партија преку апликација на Android апликација на сервисот Google Play да прибира и да складира информации на партиски сервер, институциите, зборувам и за МВР, и за јавното обвинителство, да не го одземат серверот со цел да се спречи понатамошна дистрибуција на податоците и се разбира да се утврди одговорност на лицето кое што спротивно на законот прибирало и складирало информации. Да потсетам само дека не е направена ниту форензичка истрага за упадот, за хакерскиот упад во Државната изборна комисија, кој се случува во истиот период кога СДСМ ја покренува апликацијата Избори 2019 година, тоа е пред 15 дена. Според нашите информации, се уште МВР не утврдило како се случил тој напад, дали има поврзаност со апликацијата на СДСМ. Уште една работа да потсетам. Лицето кое што во 2016 година било представник на Социјалдемократскиот сојуз во комисијата во ДИК, која што ги прочистувала изборните списоци и имала пристап до целата евиденција и матичните броеви на граѓаните, е автор на апликацијата преку која што СДСМ прибирала информации од граѓаните и ги пренесувала на серверот на СДСМ. Очекувам дека македонските институции, обвинителството и МВР ќе преземат најитни чекори мерки за да ова ситуација се разјасни, затоа што, повторно да речам, неверојатно е 3 дена откако аферата Големото око излезе во јавноста, институциите да молчат, а луѓето одговорни за овој криминал во СДСМ да ги менуваат серверите и притоа целата македонска јавност да биде сведок на менувањето на серверите, кои што најверојатно веќе се уништени и во нив нема да може да се утврди што се содржало. Доколку се реагираше побрзо и се утврдеше фактичката состојба, сите ние ќе бевме, да речам, помирни во однос на изборните нерегуларности, но и за други евентуални криминални активности, за жал овој пат од страна на една политичка партија на власт.